Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ќе имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме. Драги пријатели, драги гледачи, поздрав од студиото на Адвентистичкото радио Глас на надеж од Кавадарци. Започнуваме нашата дневна емисија која се емитува во вторник и во четврток со почеток во 9 часот. Еве не денеска повторно заедно. Започнуваме со една убава мисла: Бог како извор на нашата надеж во сите времења. Во овие времења во кои денеска ние живееме, почитувани пријатели, човекот се соочува со немир, неправда и болка. Природно е да го постави прашањето: каде е тогаш надежта? Секој човечка сигурност е кревка, здравјето, финансиите, луѓето околу нас, сето тоа е променливо, но Библијата постојано не враќа кон еден непресушен извор. Самиот Бог е тој извор на нашата надеж. Тој не се менува со времињата, не е под влијание на околностите и не го заборава своето дете. Токму затоа верникот може да има надеж кој не се трга или не се склонува таа надеж која ќе наидат бури во нашиот живот. Еве што вели Библијата во Псалмот 18, вториот стих. Господи, мојата карпа, мојата тврдина и мојот избавител. Кога човекот ќе научи дека Бог е негова карпа, тогаш стравот ја губи силата, а во срцето на човекот почнува да извира спокој што светот не може да го даде. Зато надежта не е само чувство, таа е Божи дар кој се заснова на неговата верност. Нека и во овој ден, почитувани гледачи, таа надеж, Божјата надеж, биде извор на сите нас, без разлика какви проблеми ќе најдат во нашиот живот. Одиме сега да ја слушнеме молитвата Оче наш. Оче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го денес и прости ни ги долговите наши, како што им ги проштаваме и ние на нашите должници. И не воведи во искушение, но избави не од лукавиот, зашто Твое е царството и силата и славата во сите векови. Амин. Све што живи, што е икад живело, сва богатства, лепоте земје и свет, ништа су наспрам Твое лепоте. Сва мудрост света, све створено, снага, све што човек замисли, ништа су наспрам тоа што дал си. Разапет на крсту прикован,
sve što živi, što je ikad živelo, sva bogatstva, lepote zemlje sve, ništa su naspram tvoje lepote, sva mudrost sveta, sve stvoreno, svako čudo nikad viđeno, sva ljudska snaga, sve što čovek zamisli, ništa su naspram tog što dao si. Razapet, na krstu prikovan, odbačen, ostavljeni sam kao ruža, na zemlji izgašena, ti dao si život svoj, da živim ja. Razapet, na krstu prikovan, odbačen, ostavljeni sam kao ruža, na zemlji izgašena, ti dao si život svoj, da živim ja. Kao ruža, na zemlji izgažena, ti dao si život svoj, da živim ja. Христовото преображение, исцелување на еден месечар, второто кажување за страдањата, данок за храмот. Глава 17. А по 6 дни ги зеде Исус со себе Петра, Јакова и брата му Јована и ги изведе во висока гора сами и се преобрази пред нив. И лицето негово светна како сонце, а лиштата му станаа бели како светлина. И ете им се јавија Мојсей и Илија кои разговараа со него. Тогаш Петар му одговори на Исуса и рече: Господи, добро ни е да бидеме овде. Ако сакаш да направиме тука 3 сеници, една за тебе, една за Мојсеја и една за Илија. Додека уште говореше тој, ете ги засени светол облак и се чу глас од облакот кој велеше: Овој е мојот возлюбен син, во кого е мојата волја. Него послушајте го. И кога го чуја тоа, учениците паднаа ничком и многу се уплашија. Но Исус, штом се приближи, се допре до нив и им рече: Станете и не бојте се. А тие, кога ги подигнаа очите, не видоа никој друг освен Исуса. А кога слегуваа од планината, Исус им заповеда и рече: Никому не кажувајте што видовте, додека Синот човечки не воскресне од мртвите. Потоа учениците негови го прашаа говорејќи: Зошто пак книжниците велат дека најнапред треба да дојде Илија? Исус им одговори и рече: Илија ќе дојде порано и ќе уреди се. Но ви велам дека Илија веќе дојде и не го познаа, туку му направија како што сакаа. Така и Синот човечки ќе пострада од нив. Тогаш учениците разбраа дека он им зборува за Јована Крстител. Кога дојдоа при народот, пристапи кон него еден човек кој падна на колена и рече: Господи, смилувај се на мојот син, зашто при нов месец го фаќа бес и се мачи многу. Често паѓа во оган и често во вода. Го одведов при твоите ученици, но тие не можеа да го излекуваат. А Исус одговори и рече: О роде неверен и развратен, до кога ќе бидам со вас?
До кога ќе ве трпам? Доведете ми го тука. И му нареди Исус на бесот и тој излезе од момчето и тоа оздраве во тој час. Тогаш учениците пристапија кон Исуса насамо и му рекоа: Зошто не можеме ние да го истераме? А Исус им рече: Заради вашето неверие, зашто вистина ви велам, ако имате вера колку синапово зрно, ќе и речете ли на оваа планина, премести се одовде таму, и таа ќе се премести, и ништо нема да биде за вас неможно. Овој пак род се истерува само со молитва и пост. А кога беа во Галилеја, Исус им рече: Синот човечки ќе биде предаден во раце човечки. И ќе го убијат, и на третиот ден ќе воскресне. И тие многу се нажалија. А кога пристигнаа во Капернаум, се приближија до Петра оние што собира дидрахми и му рекоа: Учителот ваш не плаќа ли дидрахми? Тој одговори: Плаќа. И кога влезе дома, Исус го испревари и рече: Како ти се чини, Симоне, земните цареви од кого земаат царина или данок? Од своите синови или од туѓи? Петар му одговори: Од туѓите. Исус му рече: Значи, синовите не плаќаат. Но, за да не ги соблазниме, отиди до морето, прли јадица и првата риба што ќе се улови, земи ја. И кога ќе ја отвориш устата, ќе најдеш статир. Земи го и подај им го за мене и за себе. Можеме да и веруваме на Библијата. Во 1906 година Дон Ричардсон отишол во прашумата Ириан Јаја. Неговата цел била целосно да го промени племето Сави со помош на само една книга, Библијата, и со помош на една вистинска сторија, сторијата за Исус. На тоа племе му се заканувало истребување. Поради зголемената сеча на дождовните шуми, поединечни села биле принудени да се приближуваат се поблиску и поблиску едно до друго, што резултирало со постојани непријателства. Заробениците би биле убивани, потоа изедени. Со генерации Савите идеализирале особено подмолен облик на предавство кое го нарекувале гоење за смрт. Посебни херои од племето биле мажи кои со месеци, па дури и со години негувале пријателства,
и граделе доверба со жителите на едноставно соседните села, потоа кога нивните непријатели најмалку го очекувале тоа, задавале смртоносен удар. Овој обичај ги труел и уништувал нивните меѓусебни односи. На кој начин Евангелието би можело да се доближи до едно такво општество? Пробивот бил овозможен благодарение на еден посебен обичај. Ако двете завојувани племиња сакале да се помират, меѓусебно ќе ги разменеле така наречените деца на мирот. Секој од племињата би ветело дека кон детето на мирот од спротивното племе ќе постапува како кон свое дете. Тој обичај е добра слика за она што го направил Исус, почитувани, не само за членовите на тоа племе, туку и за целиот свет. Небото го заменил со земјата, станал човек и живеел меѓу нас. Бил вистинско дете на мирот. Кога припадниците на племињата го слушнале ова, очите им светнале полни со разбирање. Тие го прифатили Исуса за свој живот и почна да ја проучуваат Библијата. Се случила незамислива промена. Мажите кои се мразеле еден со друг, сега живееле во мир. Сопружниците кои ги мачеле и ги искористувале своите сопруги како робинки, сега ги прифакиле со многу љубов како партнери. Припадниците на ова племе им простиле на своите непријатели, ги решиле меѓусебните тензии и почнале да живеат како заедница полна со љубов. Дали Бог се уште им зборува на луѓето денес од страниците на Библијата? Тој дефинитивно зборува. Еден од учесниците на нашиот курс ни напиша: седам во келија во државниот затвор во Јута. Пред да започнам со овој дописен библиски курс бев изгубен, но сега имам на што да се надевам и радувам. Најдов нова љубов. Бог ја користи Библијата на моќен начин кој вистински може да го промени животот на човекот. Кога луѓето ќе почнат да ја проучуваат Библијата, нивниот живот драматично се менува. Како Бог ни зборува? Кога ги создал Адам и Ева, првите луѓе на земјата, Бог разговарал со нив лице во лице, но кога ги посетил по падот во грев, како се однесувале тие? Тогаш кога го чуе гласот на Господа Бог, кога тој одеше низ рајот во времето на дневниот ветрец и се сокрија Адам и Ева и неговата жена меѓу рајските дрвја. Гревот го прекинал нивниот близок, меѓусебен однос со Бога. По појавата на гревот во нашиот свет, како Бог комуницира со луѓето денеска? Зашто Господ Бог не прави ништо додека не им ја откри својата тајна на своите слуги, пророците. Бог не остава во темнината на незнаењето, почитувани, кога е во прашање значењето на животот. Преку своите пророци луѓето ги повикал да едноставно зборуваат и да пишуваат во Негово име. Тој ни дал одговори на клучните животни прашања. Како ја напишал Библијата Бог? За време на својот живот, пророците ги пренесувале Божите пораки усно, писмено. По нивната смрт пораките во облик на пророчки книги продолжиле да живеат. Под непосредно Божјо водство, тие посебни пророчки книги се собрани во една книга која нарекуваме Библија. Дали овие пророчки записи се сигурни, веродостојни? Знајте го прво тоа дека ниедно пророштво од писмото не е сопствено кажување на пророкот, зашто никогаш според човечката волја не е изречено пророштвото, туку светите Божи луѓе зборувале потикнати од Светиот Дух. 2 Петрова 1:20-27. Светиот Дух им ги откривал божествените пораки на пророците. Библиските писатели не пишувале по собствена желба или барање, туку биле потикнати или водени од Божјиот Дух. Автор на Библијата е самиот Бог. Бог во Библијата зборува за себе и ги открива своите намери кон човечкиот род. Библијата е книга на историјата, пророштвата и верувањата, книга која во целост го објавува Божјиот план на спасение. Таа не е само поглед кон минатото, туку и објавување на иднината, која открива дека проблемот со злото конечно ќе биде решен и дека мирот повторно ќе завладее на ова земја. Дали целата Библија е Божја книга, Божја порака? Целото писмо од Бога вдахновено и полезно за поука, за казнување, поправање и поучување во праведност, за да биде
Божиот човек усовршен и совршено подготвен за секое добро дело, вели апостол Павле. Светото писмо, Библијата, врши силно влијание врз луѓето, бидејќи целото писмо е од Бога вдахновено. Библијата е повеќе од вредна збирка на етички начела. Таа е повеќе од само убава книга, таа е вдахновен документ, Божја книга. Се нарекува и Божја реч, Божјо слово или Божи збор. Пророците со човечки јазик го изразили она што го виделе и слушнале, но нивната порака дошла директно од Бога. Ако навистина сакате да ја сватите суштината на животот, читајте ја Библијата искрено и со молитва. Тогаш ќе видите како вашиот поглед на животот полека се менува. Колку повеќе проучувате изложени на влијанието на Светиот Дух, вистинскиот писател на Библијата, толку повеќе ќе го стекнувате искуството на мир во животот. Единството на Библијата. Библијата е збирка од 66 книги. Книгата на Стариот Завет има 39 на број, настанале меѓу 1650 и 400 години пред Христа, 27-те книги на Новиот Завет помеѓу 50 и 100 години после Христа. Пророк Мојсе ги напиша од првите 5 книги од Библијата околу 1400 години пред Христа, додека апостол Јован го напиша Откровението, последната книга од Библијата околу 95-та година после Христа. Во текот на тие 1500 години, колку што поминале помеѓу пишувањето на првата и последната библиска книга, најмалку 38 различни пророци го дале својот придонес за постанокот на Библијата. Различните библиски писатели живееле во долг временски период. Тие меѓу себе не се познавале и во поголем број случаи тие немале никаков контакт. Некои биле деловни луѓе или трговци, други пастири. Можеме да и веруваме на Библијата, почитувани. Може да и веруваме на тие рибари, војници, лекари, проповедници, цареви, луѓе од сите општествени слоеви. Тие служиле за време на различни државни управи во различни култури, филозофи и во различни животни системи. Сепак, најголемото чудо е што сите 66 библиски книги тие се вдахновени од страна на Светиот Дух, како што пишува и самата Библија. Како што забележал големиот научник Брус, Библијата не е обична антологија. Во неја постои единство кое прави целина. Да претпоставиме дека некој човек ќе тропне на вашата врата и која ќе го примите, ќе положи на подот во вашата дневна соба парче необично обликован мермер и ќе излезе без збор. Еден по друг по него доаѓаат и други посетители, се додека сите околу 40 мина не ги остават своите со број означени парчења мермер. Кој ќе се замине и последниот вие останувате изненадени, бидејќи пред себе имате прекрасна скулптура. Дури тогаш дознавате дека поголемиот дел од вајарите никогаш не се сретнале меѓу себе, бидејќи доаѓаат од различити делови на светот, од Јужна Америка, Кина, Русија, Африка и така натаму. Што би заклучиле? Дека некој ја осмислил таа скулптура и на секој човек му дал точен опис на неговото парче мермер. Зар не? Целата Библија пренесува единствена порака, исто како и совршената мермерна скулптура. Сето тоа го замислил еден величествен ум, Бог. Зачудувачкото единство на писмото е дека тоа не е обично книжевно дело, туку вистински Божи збор. Луѓето ги запишувале мислите и зборовите, но Бог ги вдахнал со својот дух. Можеме ли да ја веруваме на Библијата денеска? Библијата е зачувана на необичен начин ни сите векови во историјата. Сите оригинални библиски ракописи се препишувани рачно, многу пред да бидат откриени печатниците. Луѓето со препишување ги умножувале оригиналните ракописи, а потоа ги ширеле. И денес постојат илјадници препишувани ракописи во целост или деломно зачувани. Во 1947 година покрај Мртвото море пронајдени се евриски ракописи на Стариот Завет кои датираат меѓу 150 и 200 години после Христа.
Зачудувачки е фактот што овие 2000 години стари ракописи го содржат сосем истиот текст што постои во современите Библии. Тоа е силен доказ за веродостојното пренесување на светата Божја реч. Апостолите прво го напишале поголемиот дел од Новиот Завет во облик на писма упатени до првите христијански цркви во тоа време, кои настанале по Христовото воскресение и секако вознесение. Повеќе од 4500 ракописи низ целиот Нов Завет или негови одделни делови се изложени во познати музеи ширум Европа и Америка. Некои од нив датираат од вториот век. Ако ги споредиме овие рани ракописи со современата Библија, веднаш ќе забележиме дека текстот на Новиот Завет останал речиси неизменет во однос на својот извор. Интересно е дека текстот на нашите Библија е поверодостоен од денешните преводи на драмите на Шекспир. Почитувани, поранешниот директор на британскиот музеј Кенон во својата книга Нашата Библија и старите ракописи еве што запишал. Христијанинот може без страв или двумење за целата Библија да изјави дека врака држи вистинит Божи збор, кој со поколенија и векови е пренесуван без значителни измени. Денеска Библијата или некои нејзини делови се преведени на повеќе од 2060 јазици и дијалекти. Божјата реч останува најчитаната книга на светот, бидејќи секоја година се продават повеќе од 150 милиони примеруци од Библијата. Историска точност на библиските записи. На почетокот на 19. век многумина се сомневаа во точноста на библиските извештаи. Зошто? Бидејќи во историските документи од тоа време не наоѓале докази за настаните опишани во Библијата. Светото писмо зборува за битки, градови, па и за цели цивилизации кои тогашните световни историчари не ги спомнувале едноставно. Денес многу археолошки откритија ја потврдуваат точноста на библиските записи. Археолозите откриле бројни глинени плочки и камени споменици кои на виделина изнеле имиња, места и настани што биле секако запишани само во Библијата. Например, според прва Мојсеева 11:31, Аврам и неговото семејство се упатија, вели текстот, од халдејскиот Ур кон хананската земја. Бидејќи Ур е спомнат само во Библијата, некои научници застапувале мислење дека таков град никогаш не ни постоел. Меѓутоа, почитувани, археолозите ја откриле кулата на храмот во јужен Ирак, чии подножи било испишано со клинесто писмо, а текстот го содржал називот Ур. Подоснежните пронајдоци откриле дека Ур бил напредна метропола со високо развиена цивилизација. Со текот на времето градот паднал во заборав, а записите за него биле загубени, така што само Библијата го зачувала неговото име, додека археолозите не го потврдиле неговото постоење. Ваквите книги со многобројни примери ја потврдуваат веродостојноста на Светото писмо, Библијата што денеска ние имаме. Точното исполнување на библиските пророштва. Да, Библијата денеска се исполнува и ние можеме да и веруваме на оваа книга на Светото писмо. Нашата доверба во Божјата реч, Библијата, може дополнително да се потврди со проучување на библиските пророштва. Светото писмо, почитувани гледачи, содржи многу важни пророштва за идните настани кои се исполнуваат пред наши очи. Едно од овие возбудливи пророштва ќе проучаваме во наредните предавања. Во нив ќе видиме како Бог однапред го открил текот на историјата од 606 година пред Христа па се до нашите дни. Тоа пророштво не само што во главни црти ни ја открива иднината која е пред нас туку, таа истакнува и што ќе се случува во нашиот свет денеска. Како правилно да ја разбереме Библијата? Да се подсетиме, Библијата не е само историски документ кој може да го разберат само учените луѓе.
Некои од најзначајните теолошки ставови доаѓаат од обични луѓе со скромно образование кои ја прифатиле Библијата како лична порака од Христа. Додека го истражуваме Божиот збор, да имаме на ум дека неколку важни принципи. Прво, да ја проучуваме Библијата со молитва. Ако на Библијата и пристапиме со молитва и со отворено срце и ум, таа ќе ни помогне да оствариме лична средба со Исуса. Кога ја отвараме Библијата, да не забораваме да го повикаме и Светиот Дух да ни биде учител. А кога ќе дојде тој, Духот на вистината, ќе ве упати во сета вистина, но од себе нема да зборува, туку ќе говори што чуе и ќе ви ја најави еднината. Тој мене ќе ме прослави, зашто од моето ќе земе и ќе ви јави. Јован 16 глава. Второ, да читаме Библијата секој ден. Апостол Павле ги пофалил христијаните во Вереја. И тој вели, тие го примија Словото со голема усредност и секој ден го проверува писмото, за да се уверат дали е то така. Редовно проучување на Библијата е клуч за примање на духовна сила во животот. Трето, да ја проучуваме внимателно. Апостол Павле, еве што му рекол на Тимотеја, како да ја проучува Библијата, како работник кој нема од што да се срами кога верно го проповеда Словото на вистината. Не земајте случајно избрани текстови кои само најудом го потврдуваат вашето мислење или наклонност. Секој текст проучувајте го со што поголема објективност и внимание со молитва. Кога читате Библијата, вие се сретнувате со Божјиот ум. Четврто, да ја проучуваме Библијата стих по стих, глава по глава, книга по книга. Додека читате, дозволете и на Библијата да зборува за себе. Бидејќи Библијата е Христова порака, таа не содржи само вистина, туку и мерило за сите останати вистини. Зато никогаш не смеме да дозволиме некое верско мислење или правило да потисне некој дел од Светото писмо. Обидот почитување Библијата да се протолкува со некои однапред создадени мислења, само едноставно ќе го изопачат Светото писмо за наша погибел, вели апостол Петар. Секоја библиска изјава треба да се разгледува во низиниот контекст. Кому му е упатен текстот, за кој проблем станува збор, дали тука има и некои други изјави. Клучното прашање гласи: што навистина мислел да каже библискиот писател? Сите мораме да научиме да го разликуваме она што библискиот писател мислел да го каже од нашите лични впечатоци. Например, од она што ние мислиме дека сакал да каже. Кога ќе го разбереме значењето на текстот, тогаш можеме да го примениме на нашата денешна ситуација. Пето, да ја проучуваме Библијата по теми. За навистина да ги разбереме библиските вистини, мораме да дозволиме Библијата да се толкува самата себе. Како, може би се прашувате? Со споредување на еден текст во писмото со друг текст во писмото. Исус, за да докаже дека е Месија, се послужил со овој метод. Цитирам: и кога почна од Мојсија и од сите пророци, им протолкува што е напишано за него во целото писмо. Лука 24 глава 27 стих. Со проучување на се што Библијата кажува за некоја тема, добиваме целосен поглед, па така можеме подобро да го сватиме Божјиот став. Например, како да се открие тајната на успешната молитва. Соберете ги сите изјави на Исус и на апостолите, сите нивни ветувања и начела кои се однесуваат на самата молитва. Со тоа подетално ќе се запознаеме во наредните емисии. Ако се молиме и дозволиме на Библијата да се толкова и објасни самата себе, нема да ни треба да се подпираме на мислењето на другите луѓе или на какво било другот учење, туку сами ќе разбереме што мисли Бог за оваа тема. Пето, односно шесто, да ја проучуваме Библијата со цел да ја примиме Христовата сила во животот. Во Евреите 4.12 Божјата реч е споредена со меч остар од двете страни.
Таа не е само мртов збор на хартија, туку сигурно и живо оружје што Бог ни го става на располагање за да се одбраниме и од најсилните искушенија. Број 7. Да слушаме додека Бог ни говори преку својата реч. Ако некој сака да ја дознае библиската вистина за одредена тема или учење, тој мора да го следи она што го учи Библијата. И ако некој сака да ја врши волјата негова, ќе разбере дали е ова учење од Бога или јас самиот од себе зборувам, вели апостол Јован. Писателот на псалмите со пример го открива, го подкрепува ваквиот став. Како ќе го запази младиот човек чист својот пат, чувајќи ги твоите зборови. Понатаму, Библијата може да го промени нашиот живот. Како влијание има Библијата на твојот и на мојот живот? Објавувањето на твоите зборови просветува и скромните ги вразума, вели псалмиста Давид. Проучувањето на Библијата вразумува како ни една друга книга, почитувани. Ако темелно ја проучуваме Библијата и ги воведуваме нејзините учења во нашиот живот, таа ни дава сила да ги победиме штетните навики и ни оспособува да се развиваме како комплетни личности, односно во ова друштво во кое живееме и душевно, интелектуално, морално и духовно. Библијата му зборува и на нашето срце. Таа се занимава со човековото искуство, раѓање, љубов, брак, родителство и смрт. Свето писмо ги лекува најдлабоките рани на човекот, неговиот пат во грев и сите зла што произлегуваат од него. По паѓањето на Берлинскиот зид, големо духовно будење ја зафатило Русија. Милиони ја прифатили Библијата како книга вдахновена од Бога и станале христијани. Галина од Новогорд ги следела предавањата на еден проповедник. Солзи се слевале низ низиното лице, додека му говорела: "Пред да дојдам нове предавања, бев атеист. Не верував во Бога. Сега го прифатив Исуса и станав сосема нова личност. Вистините што ни ги проповедавте од Библијата ми ги отворија моите очи." Божјата реч не е книга за една раса, почитувани, време, народ или култура. Иако е напишана на исток, таа содржи порака и за луѓето кои живеат на запад. Таа равномерно влегува во куќите на сиромашните, но и во вилите на богатите. Децата уживаат во низините возбудливи приказни. Низините херои ги инспирираат младите. Родителите во неа наоѓаат мудрост за правилно поучување на своите деца. Болните, осамените, старите во неа наоѓаат утеха и надеж за подобар живот. Бидејќи сам Бог дејствува преку Библијата, ова книга има огромна сила. Таа го крши дури и срцето закоравено за секое човечко сочувство, го омекнува и го исполнува со љубов. Библијата може да ги промени криминалците, односно криминалецот, наркоманот во најголем проповедник. Библијата може да го престори лажливецот и измамникот во чесен учител. Може би веќе сме виделе како Библијата ги спасува луѓето од работ на самоубиството и им дава надеж за еден нов почеток. Библијата буди љубов меѓу непријателите. Гордиот татко го прави понезен, а себишниот великодушен. Библијата ни дава сила да ги победиме нашите слабости, не храбри кога ќе паднеме, не теши во тагата, не води кога сме несигурни и ја облажува нашата духовна исцрпеност. Таа ги учи луѓето како да живеат смело и како да ја дочекаат смртта без страв. Божествената книга, Библијата, може да го промени и вашиот живот. Тоа се повеќе ќе го согледувате додека ги проучувате библиските лекции. Која е целта и намерата на Библијата? Исус еве што одговара: "Тие писмата сведочат за мене." Јован 5:39. А овие се запишани за да поверувавте дека Исус е Христос, Синот Божи, и верувајќи да имате живот во Неговото име. Тоа е причината поради која треба да се запознаеме со Библијата и со многуте нејзини слики,
кои го откриваат Исуса Христа и вечниот живот. Гледајќи го и следејќи го Христа во Библијата, ние се менуваме и стануваме слични на Него. Тоа е целта и вистинската смисла на Светото Писмо. Ова ќе ви биде уште појасно кога ќе ги проучаваме и следните лекции. Почнете, почитувани, веднаш да ги откривате библиските вистини и силата која може да ве промени и да направи да бидете слични на Исуса Христа.
Полека доаѓаме до крајот на нашата денешна емисија, почитувани гледачи. Би сакал денес да ви понудам секако бесплатно 2 библиски боенки за нашите деца. Значи, доколку имате дечиња, имаме 2 боенки, Стариот и Новиот Завет. Може да ви ги испратиме по пошта, само ваше да доставите адреса, име, презиме или телефон, а нашите соработници ќе ја достават до вашата домашна адреса. Вие кои сакате да изучувате Библијата, ви нудиме исто така, значи, дописен курс bibliјатазборува.mk. Тоа е онлайн, значи преку интернет, доволно е само да запишете bibliјатазборува.mk и ќе ви се отвори таа веб страница каде што ќе може да подробно и повеќе прочитате за самата дописна школа. Да ја видиме сега и самата реклама. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Дојдовме до самиот крај, почитувани гледачи, на ова наша денешна емисија. Емисија која се емитува во вторник и во четврток со почеток во 9 часот, Извор на надеж. Нека и во ова нова седмица и во новите денови кои се пред нас, Бог да биде извор на нашата надеж за сите нас. Ве поздравувам и посакувам секое добро до наредната емисија. Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, Извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ќе имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме.